оставиме за досегашната работа или пак да и понатаму го држиме као филијала на Обединените македонци во Републиката во Скопје, се додека не се најде некоја замена во смисол на министерство или друга установа која што ќе се грижи за македонците и граѓаните од Македонија што живеат и работат во Европа. Навистина му недостасува на секој од нас, кога ќе дојде во Републиката, едно место, една институција која ќе го прими, прифати, посоветува во шумата на органи кои што ние или малку, или ништо не знаеме и тешко можеме да се знајдеме. Доскоро единствениот клуч што ги отвореше такви врати беше клучот на митото, на рушветот. Многу се надевам дека тоа му припаѓа на минатото. После многобројни разговори и телефонати на 6 и 7 март 1992 година се собравме една малка група на заинтересирани македонци со цел на организирање на македонска заедница на ниво на Германија, па со желба и со проширување на цела Европа. Состанокот се одржа во ноќта измеѓу 6 и 7 март во куќата на фамилијата Петрушеви во Франкфурт, позната како Македонска куќа. Зема учество Јорго Апостоловски, Зоран, доктор Жан Митровски, доктор Стамена и Најдо Петрушевски од Франкфурт, Фидан Шемовски и Душко Јанкуловски од Штутгарт, доктор Иван Минев од Гисен, Гоце Фидановски од Брисел и Мимоза и Лукаров Томислав од Мюнхен. Беа поканети и други лица од разни крајеви на Германија, но беа собрани само горните. Тоа беше темелоположниот камен на овој конгрес кој што имаме среќа денеска да го одржуваме со ваква бројност точно после 11 месеци од споменатата ноќ. Покасно е формиран и формален иницијативен одбор, преку кого на 25 април 1992 година во Ешборн покрај Франкфурт се одржа и оснивачкото собрание на Обединените македонци. Формиран е извршен одбор и избрано председателство на извршниот одбор од 13 члена. И тоа Драги Богоевски и Стојко Давидковски од Северна Германија, Јован Зафировски и Виолета Антова од Северна Германија, Трајче Недановски и Фидан Шемовски од Јужна Германија, доктор Жан Митровски, Насто Палиовски од Задбенечиот комитет на ВМРО ДПМНЕ, доктор Томислав Лукаров од Сдруженијето Македонија, Јорго Апостоловски, доктор Иван Минев, доктор Стамена Петрушевска, инженер Ѓоше Мечев како индивидуални членови. На состанок на председателството на Обединените македонци што се одржа во сабота на 23 мај 1992 година во Фулда, покрај разгледувањето и прифаќањето на статутот на Обединените македонци, се изврши и поделба на функциите и тоа. Доктор Минев председател, доктор Томислав Лукаров заменик на председателот, Драги Богоевски и инженер Ѓоше Мирчев како подпредседатели. Стојко Давидковски секретар, Јован Зафировски благајник, Фидан Шемовски одговорен за музичка и културно-уметничка врска. Првото и успешно крштевање на Обединените македонци, а посебно на председател доктор Минев, го доживеавме на демонстрациите во Луксембург пред зградата на Советот на министрите на Европската заедница. Следеа демонстрации во Мюнхен и Скопје на Петровден, учество на првиот светски македонски конгрес во Скопје од 13 до 16 август 1992 година. Дојдено е до повеќе контакти со луѓе од јавниот политички живот на Македонија и направена голема афирмација на организацијата Обединените македонци во јавниот живот на Републиката. Најавеното собрание на 18 октомври 1992 година во Мајнц поради некои недоразбирања и неефикасна припремност не се одржа. Следниот состанок на председателството на Обединените македонци во проширен состав се одржа во Франкфурт на 18 ноември 1992 година под патронатот на клубот 11 октомври во Франкфурт. Меѓу значајните одлуки на овој состанок беше одлуката да доктор Минев си ја задржи функцијата на овој конгрес, до овој конгрес. Се направи термин за него и место за одржување. Формиран е организационни одбор кој што го сочинува председателството на Обединените македонци и техничниот носител и домакин Македонско-германското друштво Македонија од Хајделберг. Дојде и до персонални промени тоа. На местото на доктор Жан Митровски е предложен
од ВМРО и прифатен магистер Веле Алексовски. На местото на Стамена Петрушевска е предложен и прифатен Ацо Крстевски од Хајдеберг. А како 14 член му е дадено на Франкфурт да избере едно лице за еден член во председателство. На местото на благаникот Јован Зафировски е назначен Ацо Крстевски. Повеќето од присутните на тој состанок дадоа доброволен прилог од 100 марки, така да благаникот за прв пат имаше во рацете средства кои што и го прават благаник. Господинот Бојан Јанев од Франкфурт обеќа поклон за Обединетите македонци од свота од 5000 марки, а господинот Атанас Пањански даде прилог од 1000 марки на благањата на Обединетите македонци. Им се заблагодаруваме од се срце за нивната покажана хуманост. Организациониот одбор одржа состанок за припрема на конгресот на 20 декември 1990 година во Кирхен кај Хајдеберг. Направена е организационна припрема, сценарио, разгледани се темите, листата на официјалните гости, поделба на задолжение, формирана е контролна комисија во состав од господин Јован Зафировски, Трајчен Недановски и Драги Богоевски. За безбедноста е одреден Стојко Видоевски и Лубот од Карсуј. Рецензентна комисија за излагањето на делегатите и гостите. Домакините на овој состанок, Македонско-германското друштво Македонија, исто така се покажа од неговата добра страна, за што многу им благодариме. Денеска се собравме овде да со целата наша снага, со нашите човечки, духовни и финансиски потенцијали на нас овде вработените во Европа, се покажеме као добри патриоти, добри македонци, со цел да се обединиме, како што и нашето име кажува, како што е традиционална нација која што се наоѓа на пат да биде признаена од целиот свет. Обединените македонци имаат за цел да постанат духовни водач на македонците, расфрлени, аномоните и разединети по цела Германија и Европа. Во статутот на Обединените македонци се набројани целите и задачите на Обединените македонци. Денеска треба да ја насочиме нашата работа на изнавоѓање на форми и патишта за организирање и за оживување на оваа наша организација. Би сакал да потенцирам дека ние не се осеќаваме ко врховно тело на клубовите, туку како орган кој ќе ги собере сите еминентни лица, видни граѓани, успешни стопанственици, уметници, луѓе што имаат идеи, интелект, упорност, да бидеме пейсмекери, чекородавачи на срцето што го представуваат клубовите, црковните општини, спортските и културните здруженија, партиските ограници. Без да завлегуваме во нивната самоорганизираност, без да ја загрозуваме нивната автономност, без да се правиме сезнајќи кои што ќе им диктираат како да живеат и работат во своите средини, во своите здруженија. Ние не се чувствуваме како нивна конкуренција, туку како комплементарно тело. Ние си остануваме ван партиска организација со желба да соработуваме со сите демократски партии кои што се афирмирани во Републиката и кои што не работат против Македонија. Ние кои што овде живееме, со домакините германците и со граѓаните од поранешната бивша Југославија, не сме и не смееме да видиме нити просрпски, нити пробулгарски. Ние ќе си останеме само македонци. Во овој смисол, очекувам од денешниот конгрес да добиеме од сите вас сменници, идеи, сугестии, да би организираноста ја усавршиле за поголема афирмација на нашата татковина, за поскоро исполнување на вековниот сон на македонскиот народ за своја независна држава. Да живее независна демократска република Македонија. Ви благодарам за аплаузот и ја предавам работата на председателот на работното председателство инженер Јоше Мирчев. Во името на председателството се заблагодарувам најпрво за покажано доверие да водиме седницава и ако ми дозволите да се приклучиме на
поздравите за работа на Конгресот, да пожелиме во името на председателството плодна работа и многу пошироки успеси. Да би биле практични во понатамошната работа, председателството предлага да за дневниот ред го усвоиме следниот дневен ред. Покана за поздравен збор на најемните гости, предлог за усвајање на комисии, под А верификациона комисија. Инов поможникот на министерот за надворешни работи на Македонија. Голема чест и задоволство представува пред еден вака еминентен собир на македонци да се биде гостин, да се присуствува и да му се даде можност да поразговара со нив и да ги поздрави. Голема благодарност од моја страна што ме поканивте да бидеме заедно овој пат. Да ве поздравам од името на Министерството за надворешни работи на Македонија и од името на македонскиот народ во Републиката, да ги честитам за така убаво подготвените активности и работи околу организирањето на првиот македонски конгрес во Германија, каде што, како што гледаме сите заедно, се удрени темелите на македонското единство во Германија, кои што темели се застапени за базирани, засновани на една цврста основа и кои што темели ќе ни покажат сите нам каде ни е патот, како ќе го спроведуваме нашето национално единство и како ќе ги извршуваме нашите национални обврски. Поздравот до раководството на Конгресот е упатен исто така до организаторот и иницијаторот и организаторот на активностите на Обединените македонци. Обединените македонци е голем збор. Обединените македонци представува начин, можност да се обединат сите овде во Германија, но да се обединиме сите заедно и со другите делови од македонскиот народ кои што живеат во Европа, во Австралија, во Канада и во Републиката. И идејата, самиот збор Конгрес да не обедини сите заедно по целиот свет. Во моментот во кој што се актуелниот политички момент на Балканот, во кој што особено се наоѓа нашата татковина Република Македонија, ни ги налага овие барања. Татковината бара од нас единство, нашата национална историја и традиција го наложува ова прашање и се надевам дека денеска ќе дојдеме до добри резултати, ќе се договориме сите заедно како ќе го направиме ова наше национално единство. Уште еднаш поздрав до сите вас, поздрав до работното председателство и до сите вас овде присутни и да ги поздравиме од овој собир сите македонци во целиот свет. Благодарам. Господинот Арсов, ако има желба да ме поздрави, а воедно го поканувам господинот Зазов Томе да се припреми по господинот Арсов да земе збор. Почитувани браќи и сестри, наши драги македонци и македонки, дозволете ми во името на ВМРО Демократска партија за македонско национално единство да ве поздравам и да ви пожелам успешна работа и целосен успех во вашиот и нашиот прв конгрес на обединените македонци во Европа. Дозволете ми уште во почетокот да ве подсетам дека ова година се совпаѓа со еден голем јубилеј на македонскиот народ, а тоа е 100 години од ВМРО. По повод тој голем јубилеј ви ги упатувам честитките и сите заедно, како овде
така и во нашата драга Република Македонија, да го прославиме на достоинствен начин. Сакам да ве подсетам на таа година 1893 по иницијатива на првоапостолите на македонската ослободителна идеја Даме Груев, роден од село Смилево Битолско, со учество на македонските синови доктор Христо Татарчев од Ресет, Петар Попавсов од село Богомила, учител во Солунската машка гимназија, Антон Димитров од село Еватово Солунско, исто така учител, Иван Хаджи Николов од Кукуш, книжар во Солун, и Христо Батанчиев од Гуменче, секретар на Солунската општина. Сите тие го конституира првото раководство на натрешната македонска револуционерна организација со председател на доктор Татарчев. Тие војува во името на слободата и самостојноста на Македонија. Ние мора да го почитуваме и да го ценеме нивното дело, како и делото на плејадата борци кои го дадоа животот за ова наша мила татковина. Ние немаме друга татковина освен Македонија. Дозволите ми да ве подсетам дека ние мораме да ги следиме тие придобивки, да ги следиме нивните визии и овој пат да бидеме задоволни што конечно во нашата република го доживеавме моментот да ја користиме плодовите на демократизацијата и резултатите од првите повеќе партиски избори од пред 2 години и за прв пат да го конституираме повеќе партискиот парламент во Македонија. Ние мораме во тој повеќе партиски парламент да го почитуваме мислењето, гласот на секој македонец, како во републиката, така и на сите оние драги наши македонци, браќа и сестри кои живеат далеко од татковината, кои живеат во Европа, во Канада, Америка и во Австралија, во сите други земји во светот. Со ваша помош, ние ќе можеме во македонскиот парламент да ги извојуваме и да ја развиваме демократијата и да ги оствариме сите оние права кои македонскиот народ не можеше да ги оствари затоа што неговите надлежности и неговите областувања беа преземени од бившата југословенска држава, која во овој момент на сите вас и на сите нас ни е желба никогаш повеќе да не се поврати. Овој ваш конгрес исто така го поздравувам како една организациона форма која се надевам нема да изслужи на отделни партии или на отделни влади, како што е ова коалициона влада со албанците, затоа што таквите калкулации не му помагаат многу на нашиот народ. Затоа сметам дека со овој ваш конгрес, овие ваши настојувања да се сплотите и со ова ваша институција на обединените македонци ќе го дадете својот придонес во нашиот парламент. Таму ќе водиме заеднички
битката за натамошна демократизација на Македонија. Јас се надевам дека со ваша помош ние ќе бидеме посилни. Ова го зборувам во името на пратеничката група на ВМРО, која во македонскиот парламент има најголем број пратенички места, и верувам дека како нашата партија со своите пратеници, така и другите партии со ваша помош ќе овозможиме полесно да ги оствариме националните и надпартиските интереси. Со ваша помош се надевам дека ќе бидеме ние посилни и дека ќе овозможиме поефикасна работа на нашето собрание, деблокирање и што побрзо донесување на оние закони што се од ваш и од наш интерес. Со ваша помош мислам дека наскоро ќе успееме да го заокружиме државотворниот процес на Македонија. Голема помош ќе биде ако сите заедно успееме да го донесеме законот за да ги донесеме изборните закони, новите изборни закони. Со тие на сите нас, а посебно на вас, ќе ви се овозможи да го дадеме гласот сите равноправно да учествуваме во новите избори и на тој начин непосредно да учествуваме во натамошната изградба и заедничката во воспоставувањето и одржувањето на односите помеѓу оваа земја домаќин и нашата татковина Македонија. Јас се надевам дека и соработката со Генералниот конзулат пред се во обезбедувањето на конзуларно-правната и работно-правната заштита на секој граѓанин на Република Македонија поуспешно ќе се обавува и со ваша најнепосредна соработка. Како во областа на обезбедувањето на конзуларната заштита, така и во областа на работно-правната заштита, големи се задачите што престојат пред Генералниот конзулат, како на планот на заштитата од областа на престојот, како во заштитата од областа на работното право, од областа на социјалното и пензионото осигурување, а уште поголема ќе биде заедничката задача за што поголем број деца вклучување во дополнителната настава, за негувањето на македонскиот јазик, за негувањето на македонската култура, на децата во дополнителната настава, што сега е незадоволителна, што изнесува некаде испод 50%, во наредниот период да не остане катче во Сојузна Република Германија, каде што не ќе има оделение на дополнителна настава на македонски јазик. Во тој дух, јас ве повикувам на соработка, а Генералниот конзулат ќе се цени по тоа колку квалитетна работно-правна и социјална заштита ќе пружа на нашите граѓани, колку таа заштита ќе биде благовремена, колку тој однос ќе биде цивилизацијски, ако не повеќе бар на нивото кој што сите ние кои што овде престојуваме во Германија го чувствуваме кај германските институции. Ви благодарам. Македонци, од името на македонските лавови го поздравувам и пожелувам многу успех на нашиот прв конгрес на Обединетите македонци, а посебно не радува што ете ние сме тука меѓу вас. Како прво да ви ги представам македонските лавови.
Тоа се македонци кои се наоѓаат и делуваат низ целиот свет. Македонци кои се организирани, со стремеж да и се помогне на нашата мила татковина. Преди се на економското поле, велам преди се, затоа што постојат во овој историски момент и многу повеќе и многу потешки проблеми. Лавот, нашиот свет лав, символ на духовно достоинство, сила и мудрост. Не туку случайно го носиме тој лав, символ на наградите наши во срцата наши. Александар Македонски ни го оставил со завет да го чуваме духот македонски, идентитетот македонски, народот македонски. Некаде во овие последни децении, би рекол векови, затаивме, замолкнавме, паднавме на колена. Да не ја наведува младата историја, верувам дека и многу тешко ќе ја заборавиме. Драги браќа и сестри македонци, па колку труд и средства и принудна сила вложи комунизмот, србизмот за нас да не препороди прекрсти. Нас, светиот народ, од Бога благословен, од Господа крстен и попрскан со светата билка Босилок, мирислива света билка македонска. Не успеа и нема никој да успее. Се кренавме, се исправивме, а сега и прогледавме. Ние, македонските лавови, ја знаеме правата историја. Ние, македонските лавови, ја научивме од наши македонци. Ние, македонските лавови, ќе ја предадеме понатаму до сите нас, македонците, да остане за навека еднаш и за секогаш за сите наши идни поколенија, наследство што го имаме наследено, ќе го вдахнеме од нашите деца, затоа што е тоа духовно наследство и не е само наше, тоа е македонско. Историската духовната рехабилитација на македонецот следи, а ние, македонските лавови, работиме на таа света работа. При тоа не жалиме никаков труд и средства, па ни животи. Ние, македонските лавови, имаме уште многу да кажеме, но тоа за жал не е можно при така малку време. Ве поздравувам уште еднаш и пожелувам плодна работа, голем успех и едно единствено македонство, една етност. Благодариме! Кои вршат државни функции во Македонија, сега Македонија е слободна. Ги подсетувам од ова место дека никој не може да победи народ кој се бори со сите демократски средства за својата слобода. Ние, браќа и сестри, премногу ги сакаме своите сестра, своите деца, своите најмили да би ги вовлекле во една војна. Но ние сме партија која сме јасна и гласна и таква ќе останеме од почетокот па до денес, додека од Македонија не направиме држава која ќе го врати своето место. Ние сме јасни и гласни, непокорлива партија, зашто за нас стои непокорен, горд македонски народ. Гледате во мене една возбуденост, но, браќа и сестри, нема мир во мојава душа, нема мир во вашите мисли, нема спокоен сон, додека на огништето, на таткото на нашата држава не се вратат иселените наши браќа, зашто го целото огниште е наше. Како што ми рече синоча еден мил брат од Лерин, таму сега живеат маđури. Не, браќа, таму ќе се вратат македонците.
на сите светски геодети, мислам на политичари, кои ја делеа Македонија, ја расколчуваа, поминуваа низ нашите души, низ нашите мисли, низ нашата непокорност, да им кажеме дека не ја даваме Македонија повеќе да се распарчува, да се расколчува. Еднаш за секогаш ќе ги истераме и срушиме вештачките меѓи, а тоа ќе го постигнеме само со потполно национално помирување и единство. По границите на своите задачи ова презентира многобројна македонска емиграција, одржува врски со татковината. Европа беше лишена од такво нешто. Зошто? Јас ќе се обидам да дадам одговор, за да појаснам какви обединети македонци ни требаат во овие критични времена на раѓање македонска држава. Исто така ви кажам нешто и околу две важни одлики. Како ќе работат обединети македонци и кому ќе му служат. Пред се, жално е што единствено македонците не седна на маса за да поразговараат во братски дух и демократски. Како да создават единствена организација во интерес на Македонија. Македонците се разделени на 1000 начини. На секакви клубови, организации, на селски, на градски, регионални здруженија, на црковни општини, се раздробени и обично слабо и ефикасно. Да не заборавиме, македонците последни се ослободија од југословенската патронажа. Приказната со Република Македонија се повтори и во светот, каде што живеат македонци. Сите балкански народи што имале или сега создаваат држава, постигнаа општо национална согласност внатре, во матичните земји. Во светот има национални организации што действуваат со дефинирана програма и има силни лобија за да ги бранат интересите на своите матични држави. Македонците во тој поглед останаа сирачи. Татковината не им понуди на иселениците политичари што прво ќе ги бранат интересите на Македонија, а после федералните. Денес е време тоа да се измени. Да се создадат нови организации, да се почне нова, прецизна македонска политика со некорумпирани луѓе. Белградските политичари имале и имаат интерес не од обединети, туку од контролирани македонци. Старите структури се корумпирани со долгата југословенска служба и нивното време е минато и завршено. Обединети ќе останеме, разобединети ќе пропаднеме и ќе станеме лесен плен на балканските волци. Да подсетам дека партијата во чие име зборувам, ВМРО-ДПМН, и чии интереси имам чест да ги презентирам во Европа и пошироко, не само во својата програма, туку и во името Демократска партија за македонско национално единство. Зборува за македонско единство и во татковината и во светот. Затоа не само што сме обединети македонци, туку ние сме градители на обединети македонци, а не наблудувачи. Ние сме за обединети македонци што ќе тргнат пред се и над се од интересите на Македонија како целина. Ние сме за обединети македонци што ќе ги обединуваат сите слободни и демократски ориентирани македонци од Европа и од светот. Ние сме за обединети македонци што демократски и ефикасно ќе работат во сите места каде што живеат македонци, без оглед на нивната политичка, верска ориентација или место на раѓање. Ние сме за обединети македонци што ќе сработуваат природно со матичната земја Македонија, што ќе ја помагаат, ќе учествуваат во незиното државно конституирање и во креирањето на македонската држава, а посебно на дворешната политика. Затоа ја отфрла политичките и човечки права, погрешната надворешна политика и изолацијата, за која и удел имаат активните власти во Македонија. Имаме сознание дека токму обединетите македонци од светот, како и други патриотски организации, изразија критики на косогледата и штетна државна политика на властите од Република Македонија. Затоа на мнение сме дека обединети македонци во Европа не сме да бидат контролирана организација, маша велици на матицата која највеќе матеше, а најмалце работеше да ги собере македонските пчели.
Нашиот став е дека обединетите македонци треба да бранат државни и општо македонски интереси, а не партиски или лични. Затоа и покрај неизбежните пожелни врски со Република Македонија, тие треба да бидат слободни. Од Македонија емигранти, организации патуваа на туризам во Македонија, добиваа југословенски ордени, правеа југословенски гнезда во светот и ги прогонуваа македонците што се бореа за независна држава. Мачно заработени пари да завршат во југобанките во Македонија, а оттаму да се преселат во Белград едно на повеќе јазици, бидејќи во Европа живееме. Фертик, фини, финито, готова, финиш и готово е со нивната политика. Обединетите македонци ќе действуваат одговорно и ќе бараат одговорност. Предлагам, како што се прави во демократските држави, да се поврзе со највисокото тело на Македонија, со парламентот. Предлагам да превземат товар за бранење на македонските државни интереси, откако властите ќе им го дадат правото на државјанство македонско на сите македонци, а со тоа и другите граѓани и политички права. Конечно, толку многобројни иселеници македонци заслужуваат и Министерство за иселеништво. Ме радува што ова можам да го кажам тука пред сериозни и здрави патриоти. Времето на обединетите македонци доаѓа. Времето на контролорите на македонците минуваат. Јас сум разбирливо во овој случај видно возбуден, затоа што гледам можност преку создавањето на обединетите македонци да се удрат темелите на една демократска, патриотска и независна организација. Мигот е величествен. За нас од иселеништвото овој миг има историска важност. Да се покаже вардиме од нашите пријатели. Од непријателите ќе знаеме сами да се вардиме. Ова пригода би рекол, господи, вардини ги обединетите македонци. Од пријателите србокомунисти од Скопје, од непријателите ќе знаат сами да се вардат. Сите за обединети македонци за слободна, демократска и независна меѓународна призната Македонија. Амин. Овој самонаречен иницијативен одбор, но ме натера некои зборови произлезени на еден состанок на кој се фрлија многу покртни зборови на сметка на досегашните водители на клубовите со оценување дека биле неписмени и неспособни. Да, треба да проучат кои се тие наши вистински представители на општествените асоциации, на нашите граѓани во кои треба Ако иска. Жика. Не, за друго беше. Да се прави. Черен дърво. дека работиме со оптужби од клубовите беше, тоа е чињеница, дека работиме за разбивање на клубовите и против македонското единство, но за наша среќа обратното испадна. Можам со прилична сигурност да констатирам дека со нашите партиски активности успеавме на организационниот одбор на овој промакедонски конгрес. Пријатели, дозволете ми најпрво во името на ново формираната заедница на македонците од Северна Рајна Весфалија, која се формира неодамна, па му посакам на овој наш прв конгрес многу успех и плодна работа. Посебно во напорите за обединувањето на македонците во овие простории, па и пошироко. Нашата заедница се формира токму со таа цел, да ги обедини сите македонски клубови, македонски цркви, општини, спортски клубови и други асоциации. Во што веќе и успеавме.
Желбата ни е, а тоа може да кажам, е и основната цел, да се обединиме, да се задружиме, да работиме сите за помагање на нашата татковина. Како незини граѓани, должни сме да ја помогнеме и овозможиме без економски и политички продор во светот. Одржувањето на овој наш прв конгрес надвор од границите на Република Македонија докажува дека веќе покажавме способност за обединување и сите ние, без разлика на нашите политички и други убедувања, треба да работиме заедно за доброто не само на нашите сограѓани во странство, туку и за доброто на нашата татковина. Ова обединување не треба да значи само обединување меѓу нас, туку активирање на сите сили да ја помогнеме на нашата татковина. Да излезе од економските тешкоти. Во нашата заедница има повеќе од 13 клубови, една црквена општина, што покажува дека на подрачјето на Северна Рајна не само што македонците се најбројни, туку и дека се обединети од толку многу клубови македонски црквени општини, а веќе се формираат и други наши клубови во други места на оваа покрајна, како и црквени општини. Нашата заедница е млада, нова и почнува полека да се формира како активно тело, што ќе работи во рамките на заедницата Обединените македонци. Ние ќе работиме на се што ќе помогне во обединувањето на нашите сограѓани, а исто ќе помогне потесна поврзаност во татковината. Има навистина многу проблеми за кои можеме да зборуваме, но ќе се задржиме на еден проблем, за кој мислам дека нас сите овде ќе не интересира, а тоа е проблемот со продолжувањето на нашите патни исправи, односно добивањето на македонски пасош. Овој проблем беше една од главните теми на нашиот последен состанок во Дортмунд и беше побарано да се стави на дискусија на дневниот состанок. Ќе ме радува ако некој може да даде веднаш одговор на ова прашање. Како и кога ќе можеме да ние што сме надвор од Македонија добиеме нови македонски патни исправи и каде ќе се можеме да ги продолжуваме сегашните пасоши. Очекувајќи плодна соработка на сите под дрвот, да живее суверена и независна Република Македонија. Поканувам после излагањето на Миле Стојковски да земе збор Стојановски, Ирину Шупковски и со тоа ги србуваме пријавените реферати. Драги пријатели, поштовани дами и господа, поштовано председателство, со особено задоволство ви се обраќам на сите кои го следите повикот на овој прв македонски конгрес, кој што верувам ќе допринесе доста за доброто на нашата република и македонскиот народ. Уште еднаш на Европа и на светот мораме појасно и порешително да им кажеме дека на оваа земјена топка живее и работи со векови еден народ кој се бори за поправено живеење и признавање како таков. Последните 2 до 3 години настанаа големи историски промени, од кои што и ние македонците не останаа непоштедени. Овие промени се од судбинско значење за Македонија. Тие процеси настани го возможија прогласувањето, осамостојувањето на Македонија како заседна држава. Ова 1993 година, мада беше од некои пратеници речено, че мора по-надолу, веројатно скратено, да кажеме, од тие многу значајна година, како прво 100 година од формирањето на ТПМРО, кое што покасно беше преобразена во ВМРО. 90 години од Илинденското остане Кршевската република, се знае со кој водители беше, 90 години од погибијата на Гоце Делчев, од целиот свет каде што живееа македонците, го стават по новото оживување на нашиот град и на националното слободување.
100 години од смртта на нашиот писател Вико Прличев, 80 години од поделбата на Македонија на 4 дела. Да го направиме, треба да бидеме најспротени, најмакедонци. Сепак мислам, во иднина ќе мораме што повеќе да се ангажираме, посебно и од диаспората, зашто појака пропаганда, да им докажеме на сите, оти некоја пропаганда од некои земји не се точни, како што се од грчката страна, па и некои врвни европски земји. Посебни напори да се бараат од нас, македонските клубови, спортски центри, црковни општини, политички партии и други асоциации, што повеќе да се вклучиме во волонтарната поддршка на Македонија. Ево сега последна молба имам, до сега с него чув од ниједен кандидат или па не бе веројатно тука. Од тука би сакал од овој конгрес да испратиме еден апел до Европската заедница и Обединените нации. Да го поздравиме данскиот министер за надворешни работи господинот Уфер Елеман Јенсен и исто така секретарот на Обединените нации господинот Бутрос Бутрогали за признавањето на Македонија и се надевам дека ова ќе го учиниме, имаме компетентни луѓе кои што тоа ќе го напишат денес, не? Да живее Македонија, да живее македонскиот народ. Благодарам. Драги наши, едно треба да напоменеме, ние кои со години го вложуваме трудот, капиталот го заработуваме, треба да сме иницијатори да го кружиме доле на нашата заедница и да можеме да работиме нешто. Со зборови и со фалби ништо не правиме. Треба да ни е јасно дека 40 години нашите политичари доле зборуваа. Јас не ги наименувам нити како лоши, нити како добри, меѓутоа ипак имаше некоја свој минато кој што треба да го поштуваме. Но сегашното треба повеќе да го чуваме, да го негуваме и нашата нација, како да не ја менуваме. Најболно е кога нашите деца зборуваат со нас германски, кога ние на децата наши странски имиња и клаваме, кога ние деца наши го развиваме и македонскиот и германскиот јазик или јазикот во земјата која таа работи. Драги наши, едно сватете дека ние сме тука гастарбајтери по германски, но срцето и коренот ни е долу. И мораме ден да се вратиме, затоа сватете ми, од јас реков, пак ќе речем, не сум по-македонец од вас, повеќе од вас ја веројатно не ја сакам Македонија, а мај да бидеме заедно и да ги забораваме сите овие горши последици, да појдеме по новиот пат. Што се однесува за македонец, зборот македонец. Што е за вас или за мене зборот македонец? Зборот македонец за мене, драги наши, секој кој е роден и кој живее за таа Македонија. Секој кој е роден и некаде надвор се чувствува како македонец. Секој што сака да биде македонец, брате, да му се отвори. Благодарам. Дури во последно време гледам во Битолскиот, во Струшкиот крај, кога некогаш беа сите тие села потполно македонци, некој наш македонец за ефтини пари му го продаде имот од негов на еден албанец и тој рака за рака ги повлече сите и ги донесе во тоа село и денеска и во Битолскиот и во Струшкиот крај под притисок кои истеруваат и последниот македонец од своето огниште. Пријателу мој, драги македонец, престе што се изјасна, не си во право и нема никогаш да бидеш во право. Албанците имале слобода и демократија, исто како и ние, можда и повеќе од нас, а тие, како што го велат старите кај нас, преку леп парат и повеќе. Друштва во Швајцарија. Не сум со намера да одземам време и да ве замарам како што сме заморени. Не сум со намера да читам реферати и да ви одржувам историски лекции кои сите ги знаеме. Се надевам дека сите ги знаеме и сите ја знаеме историјата на Македонија и моменталната економска и политичка состојба на Македонија и македонците во Македонија и надвор од неа. Гледајќи ја таа економска и политичка тешка состојба на македонскиот народ надвор од Македонија и во Македонија, ние, македонците, овде, во Германија, во Европа, во Австралија и Америка, Канада, организиравме честитам за нивното учество. Уште една таква манифестација, целта ми е, апелирам, ве молам на едно масовно учество, бидејќи ние,
македонците во Швајцарија, организираме, во тек сме, одамна веќе ја почнавме таа организирана манифестација во градот главен на Швајцарија, Берн, во плоштадот, на плоштадот. Се надевам дека масовно ќе учествувате и затоа би сакал, апелирам да и вие овде од Германија, како и ние од Швајцарија, кога бевме присутни и во Луксембург, и во Бон, и во Брисел, секаде швајцарските македонци зема учество, а германските, да не речам германските, македонците во Германија, ние многу пати погледнувавме меѓу нас, не видовме ни еден, скоро ни еден на нашите манифестации. Затоа ве молам, исправете ја грешката. Тоа не е грешка лична, тоа е грешка за македонскиот народ, на кого многу му треба и потребна е ова организираност. И затоа апелирам и до Конгресот, председателството на Конгресот, за кое ние, се извинувам, не бойкотира, ние најмалце бевме запознаени, грешките да не ги натураме, да не ги оцрнуваме лицата на луѓето што веќе стварно земале голема задача и тешко е да се организира еден таков случај, момент, народ од сите од сите европски држави. Овде, мислам, народот македонски го испуштив, тоа е 13 март во сабота, во 12 часот, во 2 часот на плоштадот во Берн, ќе имаме представници, испративме Имаше намера да ова собрание, овој конгрес денесен, тој крстен под името собрание, требаше да се одржи на 18. октомври.